Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Било Божјо чудо што бебето било се уште живо. Фараонот дал заповед сите израелски машки бебиња да се фрлат во реката Нил. Но кога ќерка му, принцезата, нашла бебе во кошницата во Нил, се сожалила. Принцезата го дала бебето на мајка му да се грижи за него неколку години. Мамо, зошто повеќе не можам да останам со тебе? Ке дојдеш ли со мене? Не можам, мило мое, но ке мислам на тебе цело време. Повеќе би сакал да останам со тебе. Но тогаш требало да се збогуваат. Принцезата го посвоила младото момче и му дала име Мојсеј. Мојсеј одел во најдобрите училишта и вредно учел. Бил привилегиран. Мојсеј станал богат човек, но во срцето никогаш не заборавил дека припаѓа на Божиот народ, на луѓето кои биле робови повеќе од 300 години во земјата Египет. Јас сум син на царот, имам се што сакам, многу сум богат. Но какво добро ми носи тоа? Во срцето чувствувам дека треба да му помогнам на мојот народ. Мојсеј доброволно му дал се на Бог. Тој предпочитал да биде презиран отколку почестен. Предпочитал да биде роб отколку принц. Затоа заминал од палатата. Малку подоцна видел израелец кој бил тепан од египќанец. Мојсеј погледнал наоколу и кога видел дека никој не го гледа, го претепал египќанецот до смрт и го закопал неговото тело во пустинскиот песок. Бог сакал да го исползува Мојсеј за да ги ослободи неговите луѓе од робство, но не на овој начин. Луѓето дознале за тоа, и фараонот дознал и сакал да го убие Мојсеј. Затоа Мојсеј избегал во туѓа земја. Дали тогаш било предоцна? Може ли Бог да ползува убиец како Мојсеј? Околу 40 долги години Мојсеј ги пасел овците на друг човек. Кога го носел стадото на тревните пасишта, имал многу време за размислување. Тој не го заборавил Бог и Бог не го заборавил него. Одеднаш Мојсеј застанал. Невозможно. Ова едноставно не е можно. Грмушка што гори, запалена, но многу е чудно. Грмушката воопшто не изгорува. Тајната на грмушката што гори ќе биде откриена во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!